Здраво, моето име е Драгана. Јас сум магистар по фармација, за многу брзо и магистар по диететика и диетотерапија. Исто така сум и тренер на групни фитнес активности, така што здравата исхрана и физичката активност се нешто со кое што се занимавам секојдневно и имам навистина долгогодишно искуство. Многу сум среќна што Europe House ме поканија да бидам дел од овој серијал за здрав живот, кој што сигурно сум дека ќе биде интересен и ќе го задржи вашето внимание, затоа што здравата исхрана и физичката активност се нешто кое што сите ги интересира во моментот, особено и со ситуацијата во која што се наоѓаме. Но исто така во овој свет на дигитална информација во кој што живееме, до нас навистина стигаат многу информации кои што не секогаш се релевантни и затоа многу е битно секогаш кога решаваме да следиме нешто да се добро да се информираме за изворот и секогаш да следиме правила кои што се базираат на медицина базирана на докази. Денеска ќе зборувам повеќе и ќе пробам да разјаснам одредени концепти во врска со калориите, со макронутриентите, како да избереме правилен оброк, дали е потребно да се мешаат протеини со јаглехидрати и дали тоа прави проблем со дигестијата. Исто така ќе спомнеме колку оброци дневно е добро да имате, дали е подобро да се јаде помали, почести оброци или можеби е подобро да јадете 3 пообилни оброци. Најчесто моето искуство кажува дека луѓето прават промени во исхраната и решаваат да прават промени во исхраната поради две работи. Првата се вишок од килограми и тоа е многу почесто кај младите, а втората работа е поради одредена болест, состојба со која што се соочуваат. Иако не треба да чекаме аларм за да направиме промени во исхраната, затоа што нашето тело, јас секогаш велам дека е една многу паметна машина и многу умешно умее да анулира се она кое што штетно му нанесуваме. Сепак кога сме млади, тоа е многу поефикасно во анулирање на негативните ефекти кои што ги нанесуваме, но во повозрастните години може да ни се врати тоа многу лошо и затоа е потребно уште од млади години, без да имаме било какви аларми или телото да кажува дека треба да направиме одредени промени, да бидеме свесни дека онаа храна која што сите сме свесни дека не треба да ја внесуваме, да не ја внесуваме и бидејќи сите сме свесни дека треба да бидеме физички активни, да ја практикуваме физичката активност онолку колку што можеме согласно нели нашите можности. Бидејќи од мојата пракса, како што реков, многу почесто се соочувам со проблемот со вишок од килограми и оние кои што мене ме контактирале се најчесто помлади кои што сакаат да намалат вишок килограми. Би сакала да зборувам малку повеќе за калориите и за начинот на кој што може полесно тоа да се постигне. Сите знаеме дека храната која што ја внесуваме е енергија. Енергија која што му е потребна на нашето тело за да функционира правилно. Сега, енергијата која што ја внесуваме преку храната во нашето тело не може да се загуби, односно сите знаеме од физика дека енергијата е нешто кое што не се губи, туку само се претвара од еден облик во друг. Во каков облик ќе се претвори енергијата која што ја внесуваме преку храната, односно калориите кои што ги внесуваме од храната, ќе зависи од моменталната физиолошка состојба, ќе зависи од нашата физичка кондиција, како и од многу фактори кои што ја афектираат нашата индивидуа. Но не се само калориите, односно не треба калориите да бидат тие кои што ќе не засегаат и кон кои што ќе трагаме. Секогаш кога бираме храна и кога размислуваме за храна, треба да трагаме за нутриенти, односно за составните делови на храната, а тоа се протеините, мастите и јаглехидратите. Затоа што калории има во еден хамбургер имате околу 600-700 калории, но тоа се празни калории кои што на нашето тело нема да му обезбедат ништо, затоа секогаш е потребно да трагаме по вистинските нутриенти, а не само по калории. Кога размислуваме за нив, никогаш не треба да се фокусирате и да ги броите, затоа што многу е погрешно да броиме калории до детали, затоа што тоа нема никогаш да го постигнеме, бидејќи и самата храна не сме свесни колку точно калории содржи. Храната е составена и оброците кои што ги консумираме од мултипни намирници кои што содржат најразличен број на калории и за да бидеме сигурни треба да ја согоруваме храната, дури и на етикетите на намирниците кога читаме, тоа се најчесто се литературни податоци и она кое што би го добиле ако се трудиме да ги броиме ќе биде некоја слика од околу. Иако добро е да знаеме нели која е онаа рамка кон која треба да се стремиме, секој може да си пресмета согласно тежината, висината, колку е физички активен, колку од прилика треба да внесува, но таа вредност не треба да биде нешто кон кое што слепо ќе трчаме и само тоа да се фокусираме да ги задоволиме тие калории кои што сме ги пресметале.
Како што кажа, фокусот секогаш треба да ни биде кон нутритиентите. Сега ќе пробам да зборувам малце повеќе за секој од макронутритиентите. На почетокот спомнав 3 макронутритиенти. Тоа се протеините, мастите и јаглехидратите. Иако не се спомнува, постои уште еден макронутритиент кој што помалку се спомнува, а е исклучиво важен, тоа е алкохолот. Ќе зборувам малце покасно за него, затоа што алкохолот не можеме да го сместиме во ниту една од претходните категории, не е ни протеин, ни маст, ни јаглехидрат, а содржи калории и тоа доста калории, има метаболизам кој што е малце поразличен од метаболизмот на претходните, ќе го спомнам подоцна. Сега ќе се фокусирам на овие 3 кои што се основните макронутритиенти од кои што нашето тело црпи енергија и ќе пробам да го разјаснам концептот. Што е кои се всушност најбитните, дали постои макронутритиент кој што е најбитен и како да ја бираме храната и како да бираме квалитетни макронутритиенти во храната. Првен ќе почнам со протеините, а почнувам со протеините затоа што протеините се можеби најважните макронутритиенти за живиот свет, иако не сакам да го користам зборот најважни затоа што сите се важни, но протеините се есенцијални нутритиенти без кои што не би можеле да функционираме подолг временски период. Протеините се едни макромолекуларни комплекси, значи тие се составени, кога велам макромолекуларни, замислете ги како големи молекули, иако тоа е нели ние не ги гледаме во храната, но навистина се макромолекули кои што се составени од многу единици, а основни структурни единици на протеините се аминокиселините. Па така, ако се групираат од 2 до 50 аминокиселини во секвенца, добиваме пептид, а кога тие пептиди ќе се групираат помеѓу себе, добиваме протеин. Зошто се толку значајни протеините? Што прават тие во нашето тело? Значи, буквално се што гледате на нас, ние сме изградени од протеини. Кожата, коските, ноктите, буквално се, ние сме целосно изградени од протеини. Но не само тоа, протеините се основната комуникација помеѓу клетките. Речи си сите ензими во телото во основа се протеини. Протеините ни се неопходни за да може правилно да функционира нашиот имунолошки систем. Имуните клетки кои што не бранат од вирусите и од сите надворешни влијанија од бактериите се протеини во основа. Така што важноста на протеините за живиот свет и за одржување на животот е есенцијална и круцијална. Кога зборуваме за протеините од храната, мораме да знаеме дека квалитетот на протеините во храната се мери врз основа на два фактори. Врз основа на тоа колку телото е способно да ги асимилира, односно да ги искористи протеините кои што влегуваат во состав на храната која што ја внесуваме, и какви се аминокиселините по состав кои што влегуваат на протеините од храната. Сега не спомнав дека во составот на протеините, кажав нели како се изградени, влегуваат 20 аминокиселини. Тие се поделени во 3 типови. Имаме есенцијални аминокиселини, тоа се аминокиселини кои што нашето тело не може да ги создава и мораме да ги внесуваме преку исхраната, и имаме неесенцијални аминокиселини кои што нашето тело може да ги создава и во услови на гладување тоа може од непротеински структури да ги создаде, и имаме условно, тоа е третата група која што ретко се спомнува, но тоа се условно есенцијални аминокиселини кои што се јавуваат како есенцијални во услови на недостаток на некој нутритиент или во услови на болест. Зошто го кажувам тоа? Затоа што квалитетот на протеините од исхраната ќе зависи од тоа какви аминокиселини влегуваат во составот на протеинот кој што го внесуваме. Кога зборуваме за намирници, највисоко, односно најголем квалитет на протеинот или најголема искористливост на протеините од храната имаме од протеинот од сурутка, и затоа протеинот од сурутка е всушност толку користен од страна на бодибилдерите и на оние кои што се многу физички активни. Потоа следува протеинот од белката на јајцето, па следуваат месото и рибата, млечните производи, и на крајот последни се протеините од растително потекло, кои што најчесто се непотполни. Но постои, бидејќи протеините од растително потекло се непотполни, постои една така наречена комплементарност помеѓу протеините, односно на дополнување доколку одредени аминокиселини ги нема во одредена намирница од растително потекло, и доколку таа намирница ја искомбинираме со некоја друга која што ги содржи други аминокиселини кои што се есенцијални, ние во телото ќе внесеме пул од аминокиселини кои што, односно ќе ги внесеме сите есенцијални аминокиселини, и затоа оние кои што се на веганска или на вегетаријанска исхрана треба многу правилно да ги бираат намирниците, да внесуваат разновидна храна од растително потекло, се со цел да бидат сигурни дека ќе внесат доволно количество на протеини во телото. Затоа што, како што кажав на почеток,
мозокот, можеби одреден период телото може да компензира одреден недостаток на протеини, но доколку тоа е во подолг временски период, може да се јават одредени нарушувања кои што може да го нарушат самото здравје. Сега, протеините содржат енергија во себе, иако не се основните структури од кои што нашето тело црпе енергија, како што реков, тие се повеќе градивни компоненти. 1 грам протеини содржи 4 калории. Но, бидејќи, како што реков, ние калориите кои што ги содржат протеините не ги користиме претежно за енергија, но во услови, ако не внесувате јагле, хидрати или масти, таа енергија може да се искористи и од протеините за метаболичките процеси на телото за кои што треба енергија. Втори макронутриенти за кои што ќе зборувам се мастите. Иако мастите многу често се поврзуваат масти со вишок килограми и не асоцираат можеби на нешто лошо, сепак мастите исто така како и протеините се многу важни за живиот свет. Мастите се депо на енергија во нашето тело, значи буквално енергијата во нашето тело кое што се складира во масти. Тие учествуваат во одржување на телесната температура, а сите знаеме дека ако ни се наруши телесната температура не функционираме добро, односно кога ни се покачува телесната температура при болест не се чувствуваме добро, или пак ако ни е ниска температурата исто така не се чувствуваме добро, па од тука и она колку е значајно одржувањето на балансот во температурата. Мастите се исто така многу значајни, тоа е можеби и она за кое што се најзначајни, затоа што учествуваат, односно се прекурсори за синтеза на многу хормони. Тука би ги спомнала половите хормони, значи буквално сите полови хормони во основа се стероидни хормони за чија што синтеза се потребни масти, па така не би постоел живиот свет, односно не би постоела репродукцијата доколку не постојат мастите и доколку не внесуваме масти во телото. Исто така мастите се неопходни за правилно функционирање и на мозокот како и на имунитетот. Мастите се исто така макромолекуларни комплекси кои што се составени од повеќе структурни единици, а тоа се масните киселини. И сега врз основа на тоа какви масни киселини влегуваат во составот на мастите, имаме заситени, незаситени и трансмасти. Мастите кон кои што има најголемо негативно се поврзуваат со најлоши ефекти врз здравјето се трансмастите, и трансмастите ги има највеќе во процесираната храна, во пржена храна, во храна која што е полна со празни калории, во брзата храна. И затоа треба да избегнуваме да ја внесуваме таа храна, бидејќи тие масти се оние масти кои што предизвикуваат инфламаторни процеси во телото и кои што навистина се поврзуваат со негативни ефекти врз здравјето. Исто така и заситените масти се помалку посакувани, односно ако се претера со нив, исто така и тие може да имаат негативни ефекти врз здравјето. Заситените масти ги има повеќе во продукти од животинско потекло, но доколку се јадат во умерени количини заедно со доволно физичка активност, заситените масти имаат и бенефити врз здравјето. И најголеми придобивки се поврзуваат со незаситените масни киселини и тие се препорачува да се внесуваат во најголем процент во телото, односно нив ги има највеќе во растителните масла, ги има во семки, во јатки, во риба и слично. Есенцијални масни киселини се омега-3 и омега-6, кои што мораме да ги внесуваме преку исхраната. Омега-6 внесуваме секако затоа што многу продукти содржат омега-6. Она кое што ни недостасува во исхраната затоа што живееме во едно такво поднебје се омега-3 масните киселини, кои што највеќе ги има во масни риби. И затоа кога зборуваме за масти и за дефицит на масти, треба да бидеме малце повеќе фокусирани да внесуваме повеќе омега-3 во нашата исхрана. Мастите содржат многу калории. Ако 1 грам протеини имаше 4 калории, замислете дека 1 грам масти има 9 калории, што е дури повеќе од двојно. Нашето тело како примарен извор на енергија ги користи јаглехидратите, но кога нема јаглехидрати, знае да ги користи и мастите. Иако искористувањето на мастите, односно енергијата од мастите, повеќе ја користи во услови кога телото мирува, затоа што тој процес бара подолг временски период. И како последник ќе зборувам за јаглехидратите, затоа што тие можеби и заземаат највеќе фокус кога станува збор за диета, и најчесто луѓето се решаваат да ги исклучат нив од исхраната, сметајќи дека тие се најголеми непријатели заедно со мастите. Но јаглехидратите и покрај тоа што се поврзуваат со вишок калории, со вишок енергија, сепак и тие се важни за нашето функционирање, но карактеристично споредено со другите макронутриенти претходно е тоа што тие се неесенцијални, односно нашето тело може да функционира и во услови кога ќе ги исклучиме од исхраната.
Сега малце да го објасниме концептот како се изградени јаглехидратите. Како што протеините беа исто така макромолекуларни комплекси и јаглехидратите се макромолекуларни комплекси. И тие се составени од многу единици, тоа се шеќерни компоненти, моносахариди, кои што се групираат помеѓу себе и формираат големи молекули кои што ние ги внесуваме преку исхраната. Метаболизмот на јаглехидратите започнува уште во устната шуплина, продолжува во желудникот и конечно, значи апсорбцијата се одвива во цревата. Нашите црева, односно нашата циркулација може да абсорбира само мономерни единици, односно само основните структурни компоненти на јаглехидратите, како што можеше претходно да абсорбира само аминокиселини или масни киселини. Значи буквално нашата циркулација не може да ги абсорбира јаглехидратите во макромолекуларен комплекс и затоа е потребно да на ниво на црева настане целосна дигестија. И сега, јаглехидратите кои што ги внесуваме од храната можат да бидат прости јаглехидрати и сложени јаглехидрати. Фокусот кога зборуваме за здрава храна треба да ни биде насочен повеќе кон внесување на сложени јаглехидрати. Сложените јаглехидрати ги има во житарици, ги има во мешунки, а простите јаглехидрати кои што се наши непријатели ги има всушност во сладки, во грицки, во брзата процесирана храна, во рафинирани житарици, во белиот леб, во буквално сета она процесирана храна, таа изобилува со прости шеќери кои што се наши непријатели. И сега да разјасниме зошто простите шеќери ни се непријатели, а сложените шеќери се пријатели на нашето здравје. Апсорбцијата на простите шеќери, всушност самата дигестија на простите шеќери е многу побрза, затоа што рачунајте дека простите шеќери се веќе на некој начин метаболизирани и стигаат во циркулацијата, стигаат во цревата и тие како такви можат многу брзо да се апсорбираат, да дојдат во крвта и да го зголемат нивото на шеќер во крвта. Нашето тело функционира во хомеостаза, односно се стреми постојано, ако го зголемиме нивото на шеќер во крвта, нашето тело ќе се стреми тоа да го нормализира, односно да го доведе нивото на шеќер во крвта во оптимално ниво. Значи не може долго време да функционираме со високо ниво на шеќер во крвта, а сместувањето на шеќерот кога ќе дојде во многу голема концентрација во крвта, во клетките, односно негово сместување таму каде што е потребно, се врши со помош на инсулинот. Многу пати сум зборувала за тоа, но пак ќе го објаснам истото. Инсулинот можеме да го замислиме како еден господин кој што ја отвара вратата на госпогица глукоза да влезе во клетките и да се искористи за она за што е потребно. И сега, бидејќи храната која што ја внесуваме и која што ја имаме во изобилие изобилува со шеќери, изобилува со масти, а е многу сиромашна со протеини, значи многу често се случува да ние внесуваме шеќери многу повеќе од колку што ни е потребно. И во услови во кои што вие внесувате шеќери во телото, а тие шеќери не ви се потребни, телото, односно инсулинот, мора да реши што да прави со нив и во таква состојба инсулинот ги сместува, односно ги конвертира шеќерите во масни киселини и ги таложи во масното ткиво. Првата работа која што ја прави е всушност да ги надополни гликогенските резерви, но ако не сте физички активни или ако долго време не сте гладувале, тогаш гликогенските резерви најверојатно ќе бидат полни, а гликогенот е резервна форма на шеќер кој што го има во мускулите и во црниот дроб. И затоа втората работа која што ќе ја направи, ако гликогенските резерви се полни, ако на клетките ваши не им треба енергија, ќе го складира вишокот на шеќер во масното ткиво. И затоа простите шеќери и процесираната храна, грицките, благото се поврзуваат со вишокот килограми затоа што тие многу лесно го подигаат нивото на инсулин во крвта и стимулираат синтеза на масно депо во масното ткиво. Сега, зошто фокусот треба да ни биде кон сложените јаглехидрати? Затоа што сложените јаглехидрати кои што ги има во житариците од цело зрно, кои што ги има во мешунките, имаат многу подруг тек на апсорбција и на многу подруг начин да действуваат на нашето тело. Тие не прават пик на глукоза во крвта затоа што самата апсорбција е многу поспора. Значи рачунајте дека со сложените, кога внесувате сложени житарици, вие во телото внесувате една голема молекула. Претходно беше проста молекула која што е составена најчесто
најчесто од 2 моносахаридни единици. Тука имаме една голема молекула која што мора да биде дигестирана. Дигестијата ќе започне во устната шуприна, ќе продолжи во желудникот, во цревата конечно под дејство на панкреатичните ензими ќе треба да биде дигестирана. Но тоа е процес кој што трае и процес кој што во крвта ќе носи помали порции на глукоза во подолг временски период. Со тоа што вие ќе бидете сити подолго време. Односно во подолг временски период во крвта ќе стигаат помали порции на шеќер кој што нема толку многу да го кренат нивото на инсулин во крвта и нашето тело ќе може тој шеќер постепено и полека да го искористи. И тоа е главната причина зашто секогаш треба да се бираат сложени јаглехидрати споредено со простите кои што ги има претежно во како што реков брзата храна, процесираната храна и рафинираните житарици. И тоа е една од главните причини кои што треба да бирате интегрален леп, а не бел леп. И сега кога ги разграничивме, односно кога ги разјаснивме што представуваат јаглехидратите, што се протеините, што се мастите, како да одбереме правилно и како да избереме правилен оброк. Значи, она кон кое што секогаш треба да се стремите е дека во чинијата во оброкот во кој што го внесувате треба да ги имате сите макронутриенти, затоа што сите макронутриенти се подеднакво важни за да функционираме правилно. Секогаш треба да се фокусираме и да се трудиме да ја внесеме поздравата варијанта на макронутриенти и да се фокусираме да ги внесеме ако станува збор за протеини, да внесеме протеини кои што ќе имаат поголем квалитет. Кога се мастите во прашање да се трудиме чинијата да содржи повеќе незаситени мастни киселини и кога се јаглехидратите во прашање да се фокусираме да бидат што е можно посложени. Кога зборуваме за проценти за тоа колку треба да биде, колку да внесеме протеини, колку да бидат масти, колку јаглехидрати, ќе кажам одредени проценти, но не треба слепо да се врзуваме за тие. Процентот на јаглехидрати во оброкот може да се движи од 35 до 50%, процентот на протеини да се движи од 20 до 35 и исто така процентот на масти може да се движи во тие граници, но сепак нели секој оброк може да биде во различен сооднос во зависност од нутриентите кои што ќе ги внесеме. Кога станува збор за вегетаријанска исхрана или за веганска исхрана, многу е битно, како што спомнав претходно, да се внимава на комплементарноста на протеините, односно да се комбинираат мешунки заедно со житарици и да се трудите повеќе да внесувате разновидни продукти од растително потекло, се со цел да бидете сигурни дека ќе ги внесете сите есенцијални аминокиселини. И сега на почетокот спомнав за алкохолот како четврт макронутриент, би спомнала малце повеќе за него. Затоа што можеби не му се оддава толку големо значење кога е здравата исхрана во прашање, а сепак е нешто кое што е дел од нашите животи и кое што се конзумира многу. Алкохолот е макронутриент затоа што тој содржи калории кои што се поразлични од калориите кои што ги содржат протеините, мастите и јаглехидратите. 1 грам алкохол содржи 7 калории. Чисто за споредба, 1 грам протеини содржеше 4 калории, 1 грам масти содржеше 9 калории, 1 грам јаглехидрати содржеше исто така 4 калории. Сега кога внесуваме алкохол во телото, бидејќи алкохолот телото го смета како токсин, телото се стреми да го метаболизира најбрзо што може и ако внесувате храна заедно со алкохолот, рачунајте дека телото храната ќе ја стави на пауза, односно нема да ја метаболизира и енергијата која што ја внесувате од храната нема да ја искористи и ќе се фокусира да го изметаболизира и да го отстрани алкохолот во телото. Метаболизмот на алкохолот се врши во црниот дроб, со што црниот дроб ќе биде оптеретен и карактеристично е тоа што метаболизмот се врши со кинетика од нулти ред, а тоа е всушност дека во одреден временски период ќе се метаболизираат само одредени порции и колку повеќе внесувате алкохол, толку повеќе време на телото ќе му треба да го isprocesira, што не е случај со другите макронутриенти, затоа што кога внесуваме, колку повеќе храна внесуваме, толку побрзо таа храна ќе се метаболизира, но тука станува збор за кинетика од нулти ред. Така што ако внесувате алкохол заедно со храната, имајте на ум дека внесувате многу вишок калории. Сега секако дека советот е да внесуваме умерено. Алкохолот е не за жал, туку за среќа дел од сите социјални
настани кои што ги имаме, не можеме да го исклучиме целосно од исхраната, но треба разумно да пристапиме и да се конзумираат разумни количини. 2 до 3 пијалоци во текот на неделата се секако во ред, но да не се претерува затоа што може навистина да предизвика многу несакани ефекти по здравјето, а секако и по вишок од килограми. Едно од чистите прашања кои што ги добиваме, дали е добро да се мешаат во исти оброк протеините со јаглехидратите. Одговорот на ова прашање е многу јасен и концизен ако малце подлабоко размислиме и ако го разгледаме се она кое што претходно го зборував. Всушност не постои храна во природата која што е чист протеин, која што е протеин 100% протеин или храна која што е 100% масти. Значи храната доаѓа во мултикомпонентен состав и тоа ни укажува на тоа дека нема потреба да ги раздвојуваме протеините од јаглехидратите. Секако дека на телото ќе му треба многу повеќе време за дигестија кога внесуваме оброк кој што ги содржи сите макронутриенти, но како што спомнав претходно, сите тие макронутриенти ни се потребни и телото има механизми и начини како да ги дигестира. Панкреатичните ензими си ја вршат својата работа и ќе ја метаболизираат храната и телото ќе може да ја искористи, така што нема потреба да ги разделувате протеините од јаглехидратите. Друго прашање кое што исто така често го добиваме е колку пати дневно треба да јадеме. Дали е подобро да се јаде 3 пати со една ужинка измеѓу или е подобро да се јаде 5 пати? Одговорот на ова прашање ќе зависи од вас, ќе зависи од вашите обврски, од она каков живот имате, затоа што многу е битно ние постојано во телото да имаме континуиран доток на хранливи нутриенти и телото да не страда за нутриенти, отколку да се фокусираме тоа да биде на одредени временски интервали. Можеби вашата работа не дозволува да јадете 5 оброци во текот на денот и тогаш сосема е во ред да јадете 3 оброци, но битно е да внимавате на квалитетот на тие оброци како што спомнав претходно. Од друга страна, кога е слабењето во прашање, можеби е поразумно да имате 3 оброци во текот на денот, затоа што ако имате 5 оброци во текот на денот, претходно го спомнав моментот со инсулинот. Доколку почесто внесувате храна, рачунете дека скоро цело време вие ќе имате покачено ниво на инсулин во телото. Спомнав дека инсулинот е анаболички хормон кој што ќе врши супресија, односно нема да дозволи да се топи масното ткиво, дури и ќе стимулира негова синтеза, па затоа е можеби поразумно да имате 3 оброци и една или 2 ужинки кои што ќе бидат соодветно избалансирани во дневното мени. Темата со здравата исхрана е навистина опширна и многу е тешко да се зборува за краток временски период да доловиме се она кое што е значајно, но се надевам дека со оваа кратка едукација успеав барем малце да ви го разјаснам моментот на она од што е составена храната и на што треба да се фокусираме кога бираме оброци и кога бираме што да внесеме во нашето тело. Навистина во времето во кое што живееме, во кое што сме бомбардирани со најразлични зрачења од средината, со храна која што не знаеме од каде потекнува. Значи претходно нашите предци сами си одгледувале храна и сами си ја создавале храната, а ние сега не сме свесни што внесуваме. Мислам дека конечно е време да сватиме дека мораме да се свртиме кон сопственото здравје и барем за она за кое што сме сигурни дека навистина ќе ни направи штета да го исклучиме од исхраната. Ако знаеме дека процесираната и брзата храна се иницијатори на многу болести и дека тие можат да бидат причина за појава на дијабет, на кардиоваскуларни болести, тогаш не треба свесно да ги конзумираме постојано и постојано. Исто така во целиот овој концепт на здрава исхрана не смееме да ја заборавиме и да ја исклучиме физичката активност, затоа што физичката активност е нешто кое што без кое што целиот овој концепт не би бил целосен. Ние сме создадени да се движиме, создадени сме да сме физички активни и ако повторно погледнеме наназад, нашите предци постојано биле физички активни и затоа и нивниот животен век бил можеби подолг од што е моментално нашиот и болестите кои што сега ги има и кои што се проблем на денешницата порано не постоеле. И за крај мојот совет е: бидете физички активни и трагајте по нутриенти, а не по калории.